Сара, добар ден. На почетокот сакам да ви се заблагодарам што и покрај обврските одвоивте слободно време за да бидете наш соговорник. До пред некој ден бевте во Мексико, а моментно ни се јавувате од Прага, еден од најромантичните градови во светот. Чест ни е и задоволство што првото интервју за кој било македонски медиум по ангажманот во српската серија Нечиста крв го имате токму со медиумската информативна агенција. Добар ден и ви благодарам на поканата и мене исто така ми е драго и чест дека можам да имам интервју баш со вас самија. Млада и талентирана глумица, родена во Македонија, а долги години живе и работи во Прага. Иако непозната за македонската публика, вие зад себе имате успешни актерски достигнувања. Која е всушност Сара Сандева? Благодарам. Сара Сандева е обична девојка која е родена 97 година во Скопје во Македонија, ама кога имала година и пол се преселила во Чешка република со низините родители. И тука имам завршено Праški конзерваториум за глума. И кога имав 14 години, има почнато мојата кариера кога добив прва улога у театар, после тоа во серија и после тоа исто така во филм. И од тогаш до сега имам снимено преку 25 проекти и многу сум благодарна и среќна дека ми се исполни исто така сонот и пред година дена исто снимив свој прв проект на Балкан, серија Нечиста крв. Како се случи соработката со српската филмска продукција и како токму вие ја добивте улогата на Совка, главната хероина во култниот роман Нечиста крв на Бора Станковиќ? Тоа беше една голема среќа, пошто јас пред неколку години кога бев на одмор во Македонија, добив идеја да идеме на викенд со друштво во Београд, да прошетаме и исто така да се регистрирам во една глумска агенција. Кога дојдов таму, во агенцијата ми кажаа дека јас не можам да глумам српски улоги поради акцентот и јазичната бариера. И кога беше аудиција за улога на Совка, има веќе направено голем круг на кастинги по Србија и на Балканот, али не можеа никого да најдат. И во тој момент агенцијата се сети дека имаат уште една глумица која живее во Чешка, е македонка и не знае многу српски. И рекла, ајде да ја пробаме. И ми стигна имейл, снимив дома во Прага селфтейп, што е видео кај што се снимате сцени од серијата и улогата ја добив. Дали ви представуваше проблем јазичната бариера и колку време ви беше потребно да го совладате српскиот литературен јазик, особено специфичниот врањански дијалект, за да можете автентично да ја одиграте оваа улога? Па знаете што јазикот беше за мене еден од најголемите предизвици на овој проект, пошто јас стварно сакав да бидам пуштена и слободна на свет и да не мислам на јазик или на изговор. И веднаш кога стигна во Србија, продукцијата This and That, кои се неверојатни, направија план и почнав со часови, со приватни часови со Дијана Мароевич, на која сум и многу благодарна, пошто она стварно многу ме има научено. И исто така посетува логопедија, поради изговор, пошто нивното че сепак другачие него чешкото, исто така македонското. И сето тоа беше додека него научив перфектно текстот од серијата, додека не го научив така да не морам да размислувам над јазик кога глумам. И иначе акцентот за мене не беше толку многу тежок, пошто сепак немав до тогаш никаков српски акцент, така да тоа ми беше малце полесно. А иначе српски јазик учам до сега и многу интересно. Дел од актерската екипа во серијата се и некои познати имиња на овие балкански простори, како например Драган Бјелогрлич, Драган Мичановиќ и Нела Михаиловиќ. Каква ви беше соработката со нив и како ве прифатија сите они? Неверојатно. Јас бев и сум одушевена од нивната професионалност од почеток до крај и ние веќе кога имавме прва проба кај што само читавме сценариум, текстот го читаа така дека јас стварно искрено се наежив и
во себе си кажав, добро, ако вака читаат сега на проба, како ќе глумат на сет. И иначе ме прифатија многу пријателски, фамилиарно и ми помага како со јазикот да се снајдам. Зборувавме, разговаравме за улогите, за сцените, за целата серија. Многу беше тоа креативно и исто така надвор од сет не се чувствував осамено во Београд, баш заради нив. Така да. Опишете ни како изгледаше еден ден за време на снимањето и дел од работната атмосфера. Можете ли да ни откриете барем некоја интересна случка зад камерите? Па денот беше многу едноставен, сабајле станав, имав пикап, ме зема, ме однесоа на сет имав доручек, припреми за стовка најнормално и после тоа снимање. Највеќе мене ми има останато во памет кога беше лето, снимавме уште летоска и јас седев пред мојот караван и беше пауза за ручек и јас само гледав и уживав во атмосферата, како луѓето меѓу себе зборуваа српски, пуштаа балкански песни. И ја во тој момент стварно бев многу емотивна и тоа заради тоа што сватив дека стварно снимам дома прв пат и исто така мојата прабаба е родена во Врање, така да све ми се спои емотивно и тоа ќе го памтам секогаш. Зошто досега не сте добиле понуда за улога во некој македонски филм или серија? И дали можеме во иднина да очекуваме соработка со некој македонски режисер? Знаете што, тоа мора да ги прашате македонските режисери и режисерки, искрено. Јас би била среќна и мислам дека и спремна, ама малце беше смешно и луѓето околу се чудеа дека прва улога на Балкан не добив од моја родна земја, ама од нашите комшии Срби. Ја не знам дали е тоа поради некој си страв, бидејќи таму не живеам или пошто не сум глумела уште во македонски јазик, ама мислам дека тоа е непотребен страв и мене би ми била стварно чест да снимам нешто и за земја во која сум родена и исто така во Чешка во секој интервју гордо кажувам од кај сум. Која ви е досега најомилена улога, дали моментално сте ангажирани на некој проект и кои се вашите идни планови? Па, сите мои улоги до сега ме имаат исполнето и ми имаат нешто дадено. Немам една најомилена, ама сигурно до сега најголем предизвик ми била Совка, тоа сигурно. Исто така беше многу интересно снимање за германски Netflix и тоа се така различити ствари кои секоја улога, секој проект нешто ми има дадено и ми имаат покажено нешто ново. А иначе моментално имам представа во еден театар тука во Чешка. Требавме да имаме премиера на филм, ама за жал заради ковид ситуација се премести на следната година. А во план имам доста ствари и проекти, ама во оваа ситуација ништо не е сигурно и ќе видиме што све од тоа ќе се изреализира. Сара, на крајот, колку често ја посетувате нашата земја и дали тука имате пријатели со кои одржувате долгогодишни контакти? Па, јас се трудам 2 пати во година, ама за жал пак заради ковид епидемија не можев 2 години сега да дојдам и заради тоа дека имав доста работа, ама летово имам во план сигурно да дојдам и едва и чекам, пошто имам стварно голем дел на фамилија во Скопје, исто така многу блиски пријатели и ја викам секогаш, мождаш да живеам на друго место, ама македонка ќе се видам секогаш и секогаш ќе сакам да се враќам во моја родна земја. Уште еднаш ви благодарам за прекрасниот разговор. Во ова сега време невреме ви посакувам пред се добро здравје и многу успех во натамошната кариера. Се надевам дека наскоро ќе ве видиме во некој македонски филм или серија и повторно ќе имаме можност да промовираме некоја ваша успешна улога. Ви благодарам и јас на вас и на вас све најдобро и се надевам исто и јас така. Фала. Благодарам.